Петок, 8 ноември, кратки вести во 12 часот. Интервенцијата на запалено возило синоќа во стариот дел на градот на тешко пристапен терен повторно го отвара прашањето за свеста кај секој нас поединечно за сообраќајната култура. На местото на настанот беше делувано, но од територијалната противпожарна единица од Охрид повторно со апел до сите граѓани возилата во овој дел да се паркираат на соодветни места. Самата конфигурација на теренот и паркираните возила го отежнуваат брзото и ефикасно интервенирање на возилата од итните служби кај кои некогаш и делови од секунда значат многу. Промовирана книгата Охридски летопис од авторите професор доктор Павле Митрески и магистер Димитар Смилевски како дел од чествувањата за одбележување на денот на ослободувањето на Охрид. Ова дело представува своевидна охридска енциклопедија на најзначајните појави, настани и личности од формирањето на Охрид во антиката до независноста на Македонија. Беше речено на промоцијата и потенцирано дека книгата ќе биде драгоцена за идните истражувачи на богатото минато на Охрид. Утре ќе се одржи четвртиот поред хуманитарно-меморијален планинарски марш Трајан Целески Тачо. Ќе започне во 9 часот на спортското игралиште, кое неодамна беше отворено и именувано во негова чест. Патеката започнува од населбата Видобишта до манастирот Свети Никола и до Велгошти и назад во должина од 10 километри во двата правци. Водич на турата ќе биде Дејан Ангеловски. Сите заинтересирани да понесат вода, храна, како и топла облека, а малолетните лица ќе треба да се во придружба на возрасни. Секој учесник учествува на сопствена одговорност. Времето денес претежно сончево со мала локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.